Почитувани, добродојдовте во емисијата Здравјето е се на Канал 8. Актуелната тема за вирусот со COVID-19 кој започна од лани се чини ќе остане актуелна не само уште неколку месеци, туку години. Вирусот знаеме дека однесе многу жртви, а кај повеќето што го прележаа остави и последици врз сопственото здравје. Темата вакцина против COVID-19 и нејзината безбедност е најчеста дилема и поставувано прашање од страна на пациентите. Затоа решивме вирусот COVID-19 и темата вакцини подетално да ги обработиме во емисијата Здравјето е се на Канал 8, во која ќе разговараме со доктор Драгана Могилевска-Груевска, специјалист рентген диагностичар во Општата болница во Кочани. Добре ни дојдовте за прв пат во студиото на Канал 8. Добар ден и на вас и благодарам за поканата. Кажав јас во најавата дека доста актуелна тема е COVID-19, сите тоа го знаат и пациентите очекуваат да слушнат нешто повеќе за дилемата вакцини, дали треба да се вакцинираат, со која вакцина треба да се вакцинираат, дали оние прележаните треба да се вакцинираат и така натаму. Тоа ќе го разрешиме во оваа емисија, ќе го споменеме, но еве доктор ќе за почеток да го објасниме вирусот COVID-19, како реагира во телото, да објасниме всушност што значи вирусот COVID-19, а што SARS-CoV-2. Да, но чести среќавени поеми, значи COVID-19 и SARS-CoV-2. COVID-19 е самото заболување, тоа е скратеница од фактички англиските зборчиња корона, вириден, дизиз. Дизиз значи болест, 19 значи дека се навратиме на историјата дека 2019 во декември за прв пат беше откриено во Вурхан и затоа е ставено 19 како почеток на ова заболување. Додека SARS-CoV-2 е самиот вирус, исто значи скратеница од Severe Acute Respiratory синдром, во превод значи неколку респираторни синдроми, што е најманифестно од страна на овој вирус. COVID-2 е самиот COVID вирусот, двојка е затоа што самиот вирус има повеќе типови и подтипови од кои што за човечкиот организам патоген е орта коронавирусот и тој има алфа, бета, гама подтипови што сепак не е во интерес сега за народот, повеќе другите прашања би ги интересирало и да дискутираме на повеќе на тие теми што се поактуелни и за нив. Така, кратко еве како настанува вирусот и вие работите токму на диагностиката. Да зборуваме за диагностиката, бидејќи вие работите токму на диагностика и на оние рентген снимки кои ги гледате и за заболените од COVID-19. Како настанува самиот COVID-19, самиот вирус? Значи, само COVID-19 заболување, ние го викаме патогенен механизам, како се разболува самиот организам. Влезна врата на вирусот најчесто е носот и устата. Може да биде директно и индиректна контаминација или заразување. Со влегување на вирусот во нашиот организам, со вдишување, првично навлегува во белите дробови, во клетките на белите дробови, алвеолите, каде што на самите алвеоли, на клетките од белите дробови, или ние ги викаме алвеоли, има рецептор, тој рецептор се вика ангиотензин 2, што покрај во белите дробови постои во другите органи, во нашиот организам ги има во срцето, дигестивниот тракт, кардиоваскуларните, на ниво на крвните садови. Затоа самото заболување ние го сметаме како системско заболување, ги зафаќа и другите органи, но сепак предоминантни се симптомите и знаците од страната на белите дробови. А зошто е тоа? Затоа што рековме прва влезна врата се ни белите дробови, навлегува вирусот, алвеолите, нивните клетки представуваат место каде што они може да се множат, депо и за множење и размножување на самиот вирус и затоа респираторните симптоми се прва манифестација и најчеста манифестација кај ова заболување. Многу често можеме да покрај, тука во респираторните симптоми спаѓаат кашлицата, која што може продуктивна или влажна да биде или сува кашлица, ние медицински се изразуваме,
покрито, значи може да се пројават симптоми од дигестивен тракт, значи не само рековме од респираторниот, може со диареја да се јаве на ниво на срцето, значи со срцеви некои компликации, значи буквално самиот COVID-19 заболувањето ние поточно го сметаме како едно системско заболување кое што го зафаќа целиот организам со предоминантно, па да се навртам на крајот, со предоминантно респираторните симптоми, затоа што првата и влезната врата значи, на овој вирус са белите дробови, од каде потоа преку крвта се дисеминирани с целиот организам, значи и зафаќа ги и другите органи. Так, диагностиката, да ја споменеме, еве, ги праќате на рентген снимка на белите дробови, односно на градите и потоа го гледате. А тоа се работи токму кај вас? Да, секако. Ние работевме, значи, Кочани, поготово општа болница Кочани, со проширена дејност, беше една од ковид центрите во Републиката. Имавме направено и адаптирано фактички за тие пациенти посебно и така да интензивно се работеше, значи и се уште се работи, сега бидејќи е малку стишено, затоа така надумаме во минато, но се надаме минато и ќе остане. Да, сепак се гледа на диагностиката и на рентген снимката можете да забележите присуство на тој COVID-19. Да, најманифестни се, како што кажав, респираторните симптоми на белите дробови рентгено се, значи, убаво забележува промените кои што се атипични, да речам, за другите болести, значи атипични и карактеристични за ова ковид заболување, како дифузно зафаќање на белите дробови. Јас се потрудив и да направам еден труд тука со типизација, значи ги типизирав, пошто бидејќи обично зафаќањето на белите дробови беше дифузно белодробно, билатерално, што многу ретко е кај другите пневмонии, кај другите заболувања, да речеме бактериски инфекции. Тука се, значи, обично билатерално, дури може да биде зафатено било кој, значи, од лобусите на белите дробови и проблематиката е тука што, значи, интерпретацијата ни на нас некако беше оттежната, бидејќи тоа можеше да биде дифузно дури зафатени, за да се олесни на нас, со тоа и да се олесни соработката со, да речеме, колегите, бидејќи јас сум диагностичар, јас кога ќе презентирам сликата, понатаму продолжуваат со терапијата. Тука се интернистите, инфектолозите, значи што мора да пристапат со соодветна терапија. Значи ке нас во медицината тимска работа, тимска работа. И фактички, значи, со самата презентација на сликата гледав колку што може да се олесни, значи, на останатите колеги, за да може во најскоро време, значи, најсоодветно да се пристапи со терапија, така да ние јас се воведов типизација на едното бесното и левото белодробно кривило со колку е зафатеност и тоа како total score од 0 до 8, значи на еден начин тие пациенти што беа од total score повисоки над 5 значи оде, значи, директно во оделение, значи пристапувавме многу брзо и алармантно за да се примени терапијата, значи, на секој од зафатеноста на самите бели дробови. Значи многу некако добро нас пристапивме и многу добро се организиравме затоа што ситуацијата беше некогаш треба брзо да се реагира во повеќето случаи. За овој вирус, Значи, околу третманот и околу дали остава последици самиот COVID-19, тоа го знаеме дека но еве кои се најчестите последици кои ги остава. Обично веќе се и употребува како пост-ковид синдром, значи многу често го употребуваме. Зависи од самиот организам, значи имунитетот на самиот организам кај секој различно, некој може од 1 месец до 6 месеци со тој пост-ковид синдром, значи пак ќе се навртам, најчесто се, значи, симптомите од респираторната, значи од белите дробови, но тука се сепак, значи, може на компликации да се јават тромбозата, значи мораме да споменеме тука исто така и за ние го викаме тоа цитокинска бура, многу често споменуто. Цитокинската бура е фактички тоа што го кажав на почетокот, еден вид бурна реакција на целиот наш организам кој дава прекумерен имунитет за да се даде отпор и избори од самиот вирус. И на самото тоа бура, значи цитокинот е меѓупродукт во нашиот организам што се ствара прекумерно и прави во нашиот организам бура, во превод, значи хаос на организмот и фактички најчесто од тие пациенти и завршуваат летално и со летален исход. Битно беше и тука да се превенира, значи бидејќи сепак најбитно за ова заболување беше драгоценото време, колку побрзо се интервенира,
толку се побрзо се спашуваат повеќе човечки живот. Заштита ја знаеме, маска и дистанца. Тоа се нема друга заштита. Задолжителни заштити. Тука често поставувано прашање е дали треба да пијат витамини, посебно оние тоа. Пожелно е затоа што сепак ова е вирусно заболување, за секое вирусно заболување знаеме дека нема лек. Леко е самиот наш организам да си створи антитела и да даде отпор сам да се избори, тоа значи затоа ние викаме таа суплиментна или субституциона терапија, тука се витамините. Му помагате всушност на организмот за да го поттикнуваме, значи за да може да застане и да се избори против непријател од вирусот во овој случај. Но сепак во консултација со лекар може да своја рака. Суплиментната терапија тоа претежно се витамините, тука олигоелементите, тоа значи во никој случај не би нешто се, додуша има и нормално и витамини што се сепак прават хипервитаминоза, ама тоа не, ако веќе во одреден подлог период ги примате, целта ми е дека не се толку шкодни. Проблемот е антибиотикот. Антибиотикот, например, не смене своја рака и мораме да нагасиме дека тој за вирусот не делува, но сепак многу имаше компликации и најчести компликации кои овој вирус беа бактериските пневмонии што се јавуваат и затоа ги даваат значи, односно интернистите. Ние не викаме суперинфекција или инфекција предизвикана како резултат на ослабување, значи организмот не може сепак да даде целосен отпор, на него се накалемува бактериска инфекција и тогаш веќе се стапува и се спроведува антибиотикот, а додека во случај за вирусот никако не треба антибиотик. Тука ќе направиме една кратка пауза за нашите гледачи, само да информирам дека во наредните неколку минути ќе можете да се јавите на 078 313 654, ќе си добијате по 10 од овие фанс кесички. Ќе кажам накратко што значи фанс кесичките и зошто треба да се употребуваат, за да знаат кои гледачи треба да се јават. Значи секоја кесичка со гранули содржи 80 мг кетопрофен лизинсол, што е еквивалентно на 50 мг кетопрофен. Но зошто се употребува? При воспаление на зглобовите, при главоболка, при остеоартритис, болка и проблем со рбетот, болка во долниот дел на грбот, изместување или истегнување, болна менструација, болка и воспаление по оперативни зафати, како и при гихт. Значи, почитувани гледачи, оние кои следите емисијата, во наредните минути додека разговараме со доктор Драгана Могилевска, ќе можете да се јавувате на телефонскиот број кој е испишан на вашите екрани, за да можете да си добиете гратис од овие фанс кесички на еден гледач по 10 кесички. Продолжуваме понатаму, докторке, со емисијата. Така, кажавме во најавата дека повеќе внимание ќе обрнеме ќе посветиме на вакцината во оваа емисија. Еве, оние одобрените вакцини што се во Македонија, зборувам, бидејќи нашите гледачи се овде локално, колку се безбедни тие одобрените вакцини, еве да кажеме што всушност представува вакцината против COVID-19, да објасниме. Јас би рекла дека сигурно се безбедни, затоа што за да се прво производи една вакцина и да се потоа примени во употреба, значи сепак тоа мора првично научно да се истражи, потоа поминуваат секако низ различни филтри, комисии, инспекции за да се одобри и овие вакцини се повеќето се одобрени од светски рамки, така да со сигурност дека се безбедни. Добро. Второто прашање беше како делува вакцината. Како делува целта на вакцината. Што е всушност вакцината и како вакцината целта е фактички да го побуди, да го разбуди нашиот организам и со тоа на еден начин да го припреме, ако дојде во допир со самиот вирус, да веќе да знае, во најскоро и најбрз момент да изреагира и да се одбрани од вирусот. Вакцините, затоа вакцината во овој случај и тоа доста често го среќаваме сега, дека какви руска, америчка, типот на вакцината, тоа беше веќе следното прашање. Дали значи има врска кој тип на вакцина ќе се прима и дали една е поефикасна, другата е побезбедна, не знам што се јавува една дилема кај граѓаните. Да, точно. Бидејќи се повеќе вакцини, има дилема, но сепак тука станува збор за класичната вакцина
и модифицираната. Класичната вакцина што е, значи ќе ја објаснам затоа што самото објаснување, значи сепак они ќе имаат многу јасноти и ќе знаат дека сепак значи самата вакцина не е шкодна. Значи класичната вакцина е самиот вирус, значи сепак тој вирус на еден начин е ослабнат, деактивен, значи ние го викаме, не е во никој случај мртов, значи ама сепак е ослабнат или деактивира, така да значи со внесување во нашиот организам он не може да направи нешто голема штета, значи на нас самите, но сепак значи може да го побуди и припреме нашиот организам да створи антитела. Значи јас што викам војска, наша војска, за да знае како организмот најбрзо да реагира кога ќе дојде во директен контакт со самиот вирус. Класичните вакцини од секогаш се, значи меѓу првите вакцини, редовните вакцини децата што ги примат во групата на класична вакцина, додека другата група се така наречени модифицирани вакцини. Тие се нешто понов тип на вакцини, значи самото име кажува, че нешто се измодифицирани. Во овој случај за ковид заболувањето се искористени фрагментчиња од самиот вирус, протеински фрагментчиња, значи што се вметнуваат во нашиот организам и нашиот организам значи ги препознава како туѓенци да речеме и на тај начин ствара антитела и се брани, или пак како вектор, односно од самиот фрагмент што е земен од ковид, од самиот вирус, се зема фрагментче, се вметнува на друг вирус, најчесто аденовирусот, значи како да речеме транспортер во нашиот организам и се на начин самото зборче што рековме се модифицира и се вметнува во нашиот организам за да се створат значи тие антитела да се побуди нашиот имунолошки систем за да знае како да реагира во моментот кој ќе дојде со самиот вирус. Дилемата е дека многу скоро се произведе вакцината, а нели претходните вакцини им требало години и години. Тоа е често поставувано прашање. Претпоставуваме ке вас доколку дојдат да се консултираат дали да примат вакцината, дали не. Ќе разговараме и за хроничните болни колку е безбедно да примат вакцината. Еве вакцината се произведе за кратко време, па колку е безбедна. Дали ги поставуваат тие прашања пациентите? Да, на почетокот но сега бидејќи веќе и масивна вакцинација има, значи јас гледам Англија, покажа значи добар резултат, значи исто да речеме, значи и другите така имаше, значи фактички полека народот ја согледува значи реалната ситуација дека сепак вакцините не се штетни и временски ако се за скоро време, значи медицината е доста напредна, значи и самите модифицирани вакцини, значи порано не се постоеле. Сега значи овој тип на вакцини се нешто поново, ама сепак покажаа доста добар ефект, значи технологијата, медицината оде напред, така да и вакцинациите значи сепак значи покажаа добар ефект. Да, дали можат исто поставувано прашање дали може да се разболам после вакцината. Значи нели се јавуваат тие симптоми да речеме лаксаност, болка во мускулите и мислам дека се разболеле од самиот вирус. Да го објасниме малку повеќе тоа. Точно, често прашуваат и често е тука дилемата, вака сега, значи при самото вакцинација, значи јас механизмот на делување на вакцината ја опишав како настанува, така да значи ние внесуваме вирус. Тај вирус е рековме деактивен или ослабен, народно кажано, што не може да направи значи многу штета на нашиот организам, а сепак значи он не го побудува нашиот организам. И може да се јават симптоми на покачена телесна температура, малаксаност, значи болки во мускулите, значи вртежи. Пациентите многу мислат дека леле од самата вакцина јас се разболив. Не, тоа е погрешно сваќање. Тук можам да кажам дека тоа е реакцијата на организмот. Значи самиот наш организам добро реагира на вакцината, значи дава отпор, значи дека вакцината делува и дека нашиот организам си дава уредна, да речеме, имунолошка реакција на врз самиот вирус. Значи тоа не е дека е пациентот заболен, туку дека фактички нашиот организам реагира на вакцината. Дали може и вакциниран човек да заболи од COVID-19? Да, значи тоа тука мораме и таа дилема да ја решиме. Значи точно и со двете дози секако тоа сми го зедовте зборот, сакав да кажам дека значи многу е битно, значи првично да се комплетно вакцинират и дури посебно втората ревакцина, бидејќи се обично сите овие вакцини сега што се за ковид се со две ревакцини, дури посебно втората ревакцина 2 недели се препорачува дека веќе нашиот организам е комплетно заштитен, да речеме, или створил антитела.
дали може да се разболи? Значи може да се разболи. Значи вакцината на нас не штити со стварање на антитела, но не штити од вирусот, значи ние ако не се пазиме, не носиме маски, не држиме, значи пак превенција, дистанца, можеме да го внесеме вирусот, но сепак нашата клиничка слика, ние викаме клиничка слика или самата болест кај нас ќе биде многу блага, со благ ток, значи нема да имаме толку бурни симптоми, може би значи неколку дена само да се пропрати, значи што е најбитно, значи мораме тука да го потенцирам тоа и секако ќе не заштити од најлошото нешто, од смртниот исход, што значи е најбитно и вакцинација. Да, невакцинираните. Да. Колку се безбедни вакцините против COVID-19 за хроничните болни лица? Посебно оние кои имаат и повеќе видови хронични заболувања. Да. Значи тука мораме да напоменеме и да апелираме дека сепак вакцината е пожелна и е безбедна за овие пациенти, значи и не пожелна, би рекла задолжително. Значи затоа што во хронични заболувања тука знаеме станува спаѓаат кардиоваскуларните заболувања, диабетес, обезитес, значи и ке овие пациенти, значи ние ги ставаме во ризичната група, значи од овој вирус и затоа се препорачува задолжително да се вакцинираат, затоа што со тој начин се заштитуваат самите себе си, затоа што и претходно кажав дека самиот вирус се врзува за ангиотензин двојка, значи тоа е фактички рецептор што го не само што го има во белите дробови, го има во срцето, го има во кардиоваскуларните, значи затоа рековме дека ова болест е за глобално, значи системско заболување, така да значи по ризикот и по тешката клиничка манифестација кај овие пациенти се многу поизразува за разлика од другите пациенти и моја препорака е задолжително дека потребно да се вакцинираат. Хроничните болни лица. Така, кажавме дека над 70 години, над 60 веќе е во тек вакцинацијата и се вакцинираат и луѓе над повозрастни од 50 години, но како дали препорачувате да се вакцинираат и младите, 20-30 години, па можеби и помлади од 20 години. Сега знам дека тоа е по препорака на Министерството за здравство, но еве, вие како доктор кој може да одговори на ова прашање, колку ќе биде ефикасна и колку е препорачлива за помладите? Моментално нешто се зборува еве во Кина дека се произведуваат вакцини за деца на 12 години. Значи медицината мора и ние докторите и научниците да мораме некако понапред и да размислуваме од самиот вирус. Имавме искуство лошо со овој вирус, бидејќи имавме прв, втор, трет бран, споредувајќи го вториот бран ноември и декември со последниот третиот бран март, април, можам да кажам дека многу полошо поминавме. Вирусот беше, значи, на еден начин можам да кажем и измутиран, значи клиничката слика кај пациентите беше многу полоша, смртниот исход беше и процентот на смртен исход беше многу поголем, така да значи мора значи временскиот интервал е многу помал од една година и имајќи обзир дека самиот вирус мутира, мислам дека научниците и докторите размислуваат и на тој опсек дека да се прави вакцина. Вакцина, не знаеме како ќе е исходот и каква ќе биде мутацијата во единина со овој вирус. Гледам дека и во Кина веќе и за значи ке деца на 12 години се нешто планира да се прави вакцина, значи најверојатно со тек на времето ќе се нешто и уводи. Тука сега сепак, значи сепак е на генерално ниво ќе видиме како. Друго што би рекла дека во оваа група, нели, ке младата популација обично они се со поблаг клиничка слика, дури можете и асимптоматски да поминат, значи, но има и во нив, да речеме, ризични групи, како што има дечиња, значи, со некои хронични заболувања, значи, има го тај ювенилниот диабет, значи, има, значи, дечиња со, да речеме, малигни заболувања, за жал, значи, најверојатно ќе треба и да се размислува и за таа група на популација што би требало да се заштити и покрие некако од самиот вирус. Да. И сега, она најчесто поставуваното прашање, иако и овие кои досега ги обработивме не се помалку често поставувани, оние кои имаат антитела, веќе кои го прележале вирусот, се во дилема. Кога треба, дали после 6 месеци од прележувањето, дали сега треба да се вакцинираат, проверуваат антитела, па колку е таа граница, да речам, дека имам антитела, па еве нема да ја примам вакцината, ќе ја примам после една година, после 6 месеци и така натаму. Значи, еве да го објасниме тоа, бидејќи и тоа е често поставувано прашање. Често прашање и честа дилема, точно. На почетокот обично викаат дека
после мора, значи прво да кажеме да јасно и гласно дека сите пациенти што имат прилежено, значи сепак морат и тие да се вакцинират. Нормално, нели, спомнавме дека пост-ковид синдром, посебно заболувањето, дека еден месец до 2, па дека некои до 6 месеци треба да се опорави. Бидејќи организмот кај тие пациенти сепак уште е, да речеме, слаб, да се изразиме, мораме да дадеме простор, значи они имунолошки да се изборат па да се вакцинират. Така да на почетокот се дискутираше обично 8-6 месеци од прележан, значи, да, прележување на вирусот, да речеме од прележување, од стварањето на природната имунизација, тука станува, значи чим прележуваме, значи, се заразуваме, тоа е веќе природна имунизација, по 8-6 месеци од, значи, прележувањето може да се вакцинира. Сега по новите гледам дека тоа најверојатно се научно истражувања, се утврдува дека може и после 3 месеца да се вакцинираат. Зависи тука многу и од самиот организам, значи треба ли да проверуваат антитела? Има начини за проверувањето? Да, тоа задолжително е, значи мора да се провере. Обично се преферира после месец ден од прележувањето, значи тука имаме IgM, IgG антитела, значи IgM се првичните. Тука може би е неопходна и консултација со интернист, па да се види дали треба да се прима веднаш вакцина, дали подоцна. Целта е дека сепак пак ќе биде субјективно од самиот организам, значи кај некој пациент, значи тај пост-ковид синдром од прележувањето, значи опаравувањето, значи може да трае 6 месеци. Ако сепак он не се чувствува здраво, значи има компликации, да речеме, од вирусот, ние не можеме, значи, да го присилуваме за вакцинација. Мораме прво да го стабилизираме, да го опоравиме организмот, па за да фактички применеме на вакцинација, но сепак треба, значи, и таа популација што имат прележано, сепак треба да се вакцинират. Кога сме кај опоравувањето, едно интересно прашање е дека лицата, можеби со некои хронични заболувања, полесно го поминале вирусот, отколку некој што воопшто немал никакво заболување во текот на целиот живот, помине дури до смрт. Тоа зависи всушност од самиот организам, а тука стана, јас си спомнав. Тоа нема објаснување, претпоставувам, бидејќи тоа самиот организам како го поднесе. Го спомнав јас и тоа на почетокот за цитокинската бура. Тука е цитокинската бура, значи во превод значи прекумерна имунолошка реакција на нашиот организам врз самиот вирус. Значи, ствараме толку многу антитела, уствари цитокинот е меѓупродукт, не е на баш антитела, ама сепак е дел од компонентот за нашиот имунитет. Се ствара толку премногу што настанува бура во нашиот организам. Сака да се избори организмот и всушност прави пробив. Значи, патогенезата фактички на тај принцип е со таа цитокинска бура, значи прекумерна имунолошка реакција врз самиот вирус, што фактички самите ние си посебно направиме штета врз нашиот организам. Добро, го споменавте дека имавте труд, ако може да кажеме за каков труд се работи, односно 2 труда има во ова списание. Ќе може ли да објасниме, всушност го споменавте и оној втори, трет бран, дали тоа е убаво објаснето, и ако може да кажеме за каков труд се работи, тоа лично ваш? Во списанието Vox Medici, тоа е, значи, на ниво на нашата република, стручно медицинско списание, фактички во областа на медицината строго, значи покажеме вака камерата, ако може. Во март беше излезено тие се 2 труда, за комплетно сработеното во нашата болница за вториот бран беше тогаш баш ноември-декември, но сепак пак на мене, значи, опфатено е тамо статистиката, колку мажи, колку жени, како клиничката слика со рентгенолошката манифестација, компликациите, значи како текот на работата со тие пациенти се работеше, поготово со оние пациенти што беа хоспитализирани, значи пристапот како, значи, за рентгенолошките читање и интерпретација на рентгенолошките слики, значи буквално, значи длабински беше се систематично обработено. Сепак тоа беше во март списанието излезено, сета таа обработка беше за вториот ноември-декември. Имавме посебно тоа и трет бран. Третиот бран беше многу за жал полош, со многу вирулентност на вирусот, како што реков, многу повеќе смртен исход. И затоа мораме објаснето се, значи вреди да се има ова списание, за да може. Еве тука има и фотографии,
во кој се јасно гледа... пристапот како значи пациентите се работеа, поготово тие оделенските пациенти, многу пати значи се правеше контролно рентген да видиме дали со терапијата, дали клиниката, дали диагностичкиот рентгенолошки наод се поклупуваат за да можеме на време да реагираме, секако да спасиме жив. Доста поучно и за луѓето токму оваа област кои работат и кои се занимават со рентген диагностика како вие. Мислам дека генерално објаснивме еве за вакцината, колку е безбедна, кој треба да ја прима вакцината. Еве едно на крај доктор ќе би ве замолила на препорака генерално, иако целата емисија беше препорака и целата емисија беше објаснување за она што значи вакцината и што значи самиот вирус, доста актуелна тема, претпоставувам дека сите ќе ги интересира да ја обработиме вака во половина час. И еве една ваша препорака како лекар во однос на вирусот, во однос на негова заштита веќе сите знаат, бидејќи Министерството за здравство веќе година и пол цело време го зборуваме тоа. Но еве и за вакцината една така една генерално видување. Па вака, јас би рекла дека сите мораме да се вакцинираме. Неколку пати при самата дискусија напоменав дека вирусот мутира, дека сепак вируленцијата на вирусот е полоша, затоа мораме некако да се превенираме. А единствено, значи, во овој момент, значи, најсоодветно нешто би ни било вакцинацијата. Зошто да се вакцинираме? Еве, јас сега ќе поставам едно прашање. Зошто би да се вакцинираме? Затоа што со сигурност би рекла дека 98%, па можем и да кажам без пардон 100%, самата вакцина не штити од смртниот исход, што значи во овој случај на нас значи најбитно да спасиме, како викаме, човечки живот. Доктор, јас ќе ви се заблагодарам што еве одвоивте време и покрај тоа што сега имате многу работа, малку е стишена ситуацијата, но сепак имате доста работа, посебно за овие рентген диагностики, да одвоите време за нашите гледачи, да дојдете да објасниме еве токму на најактуелна тема вакцините и COVID-19. Понатаму се надевам ќе соработуваме, добро е да објасниме и за дојките и она друга специјалност кај вас што е, што ги интересира жените. Не е само COVID, значи еве можеме да ветиме на гледачите и следна тема, нека биде еве рентген на дојките, кога треба, зошто треба да се прават дојки, после која година треба да се прави мамографија и така натаму, има зашто да се зборува со вас. Благодарам на поканата. Ми беше драго, мило, се надевам дека на многу прашања и дилеми дадовме одговор на нашите гледачи. И оваа тема која ветивме треба да ја исполниме. Да, задолжително. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Здравието е се на Канал 8. Наш и ваш вечерашен гостин беше доктор Драгана Могилевска-Груевска, специјалист, рентгенолог во Општа болница во Кочани. Се надеваме обработивме доста актуелна тема, вакцини и COVID-19. Се гледаме во истиот термин, а вие следната недела во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.